Добар ден, почитувани дами и господа. Еве дојде време за уште една емисија Возење со Вучич. Останете на Еден ТВ, бидејќи сега следуваат рекламите, нашите помагатели. Јас да се подготвам и веднаш се враќам, почнуваме, бидете тука! Почитувани дами и господа, уште малку трпение. Почуваме за некои си 2 минутки. Да ви ги представам нашите помагатели на нашата емисија. Почувам со Фортекс. Фортекс го нуди, а јас ќе ви кажам зашто се е погоден пробиенот. Пробиен Б-комплекс е комбинација од пробиотици. Нов пребиотичен комплекс од инулин и пектин. Витамини од групата Б и тоа B1, B2, B3, B6 и B12. Допринесува за нормална цревна флора, нормална функција на имуниот систем и намалување на чувството на замор. Чуваме со Кадино, моето брашно, веќе неколку години со нас, најквалитетното брашно во Македонија. Потоа, Елит кафе да си ги поздравам со најголемата наградна игра во Македонија. Секоја втора кесичка е добитна, доделуваат многу награди, меѓу кои апарати за домаќинство и бела техника. И сега нашите нови пријатели Сано сокови. Една од најстарите фабрики за производство на сокови, што децата најмногу ги сакаат. Бучен Козјак, број 1 производител на најквалитетно кисело млеко во Македонија, дефинитивно тоа јас ви го гарантирам. Избран од населението и препорачано Сдружение на педиатрите во Македонија за сите новороденчиња. Савана Турс, туристичка агенција на која најмногу и верувате, ве наградува со ваучери во вредност од 5000 денари. Сандеј. Сандеј колачињата. Животот е посладок со сандеј, празник за очи и за душа. Домашни колачиња кои ќе оживеат секоја трпеза. А тука е и маслото Бисер, единствен произведувач на висококвалитетно сончогледово масло. Добар ви ден, почитувани дами и господа, уште едно дружење со емисијата Возење со Вучич, директно на Еден ТВ. Секој работен ден од понеделник до петок, а репризите изданија, повелете кога сте дома, па гледајте. А се работи за сабота и недела. Е сега, како што е и редно, да ги поздравам нашите двајца кандидати. Дамите секогаш предност имаат и јас ќе си ја поканам Драгица Славевска, еден аплауз за неа. Драгица, браво! Добро дојдовте. Добар најдов. Како сте ми? Феноменално, во убава атмосфера. Ете така. Расположена, весела, тоа е важно. Вие сте млада пензионерка, колку Да. се читам овдека. Порано сте работеле во здравство каде? Во клинички центар. Во клинички центар, добро. Хоби шетање со пензионерите, пеење. Одите негде со пензионери? Да, одевме, бевме во Рајчица, потоа во Вевчани, во Струга, потоа бевме во Доиран, бевме исто така сега во сабота ќе одиме во Лесковац. Со менима, да, со дружење, а тоа е највише што е најубаво, во автобусот пееме, играме и тоа е весело. Така тој ден така има позитивна енергија, тоа е феноменално, стварно само треба да... И денот вака ви поминува. Точно така. Тоа е важно и стварно тоа се весели денови кога се дружиш. Имаме и наши состаноци, на тие состаноци си пееме, играме, спортски игри и слично. Одлично. А сега да ве прашам нешто, бидејќи сте млада пензионерка, Да. година дена, дали до сега сте отишле повторно во работната организација да ги Па да ви кажам посетите? искрено, многу ретко одам. Може би, бидејќи 42 години сум работела, Повеќе. да, не е малку работен стаж во еден клинички центар, многу години и многу работи поминале, добри, лоши Така е. и феноменални, али тоа е животот. Секој период во животот си има своја доба. Што некојаш Така е. работиш и Се тоа. слагам потполно со вас. Сега ние ќе си играме малце, сакам да бидете исто весела како што сте со веселите пензионери кога одите да патувате. Сигурно. Нормално почуваме со песна, Да. со убаво прашање, со весело прашање, значи песна е во прашање, внимавајте. Да. А јас ќе побарам еден джингл или се враќаме веднаш да ја подготвиме песната.
сме повторно во нашиот прекрасен автобус на ЈСП и да ви кажам, многу сме си расположени. И јас, и екипата на Moonlight, а исто така и нашите кандидати кои се во задниот дел на автобусот, а преубавата анимарија не вози полека, си уживаме, да кажам, уживкаме, како што се велат малите дечини. Почнуваме, Драгица, Драган и Драгица играат. Почнуваме со песна. Eram upaljač. Nemam ni telefon, ni zabranio da mi kažem. O, evo ima. Čekaj, Dragče, da te slikam jednoš. Priznavam Tako je, Dragče. Ne možem bez sebe. Сега прашањето мое. Дали случајно знаете со кого е во брак и прекарот на тој што е во брак со него? Пеачката Росана Сарич Тодоровска, ви го кажав през името на сопругот. Меѓутоа, како го викаат на прекар? Македонски актер. Македонски што? Актер Актер. е сопругот. И сите го викаат, Джокси. сите го знаат. Не е Джокси, а уште едно за да добиеме 5 килограми брашно. Моментално не ми Презимето му е Тодоровски. Тодоровски, Гоце? Не. Не. Ѓорѓи Тодоровски, јас ќе ви помогнам, а го викаат на буквата Т. Да. Трупче. Трупче! Мора да ви помогнам за првото да, ви работа. благодарам многу. Вие као добра домаќинка и Обавезно месам јас и знам ти дека работи. месите и знам дека правите фантастични баклави, Да. меѓутоа ќе треба да ги пробате и баклавите на Сандеј заедно со Сано Сопчиња. Кафенце мора да се напиеме, повелете. Ајде, добро ми дошле. Добро, најдов. Драги мои, гледајте не, сега имаме кратка пауза да се напиеме од кафе, да ми стисне желба, ведно се враќаме. Почуваме со втората игра. Како што реков јас поминатата Джуджу Баба не е Джуджу Баба, туку е Джа или Бу. Имате 7 прашања. Да. Ако ги одговорите првите 4, петото ви е веќе награда, шестото ви е награда и седмото ви е награда. Бидете внимателни, ништо страшно, само внимателно. Важи? Да. И концентрација, ништо Да. друго. Јас читам, значи, внимавајте. Какви се по боја штрумфовите, сини или зелени? Зелени. Како? Сини. О, сини, добро. О, сгрешив, Точен лапсус, одговор. лапсус. Леле, што ќе се прави? Второто прашање. Конјот на крали Марко се вика вранец или шарец? Шарец. Молам? Вранец. Не ве слушам. Шарец. Шарец, точен Па ја одговор. реков шарец. Ама само погласно. бе. Добро, вред. Ништо друго. Океј, третото прашање. Джиновската панда претежно се храни со бамбус или евкалиптус? Джиновската? Панда од животните. Најсладко и за јадење што? Рековте дали се храни со? Со бамбус
или со евкалиптус? Или Со бамбус. Со бамбус, Бамбус. точен одговор, така е. Прашање број 4, познатиот пејач Дарио се презива Јанковски или Панковски? Јанковски. Едно ви помогнав, ама ова некако Панковски се Добро. прежива. Сега да видиме број 5. Многу внимателно размислете. Физичкиот дел на компјутерот се вика хардвер или софтвер? Кој дел од компјутерот? Физичкиот. Физичкиот на екранот или Така е. екранот? Така е. Или е хардвер или е софтвер. Хардвер. Хардвер? Да. Кој ви кажа? Никој не ми кажа зашто знам, јас сум работела со компјутери. Честички. Сум работела со Одлично, компјутери. Браво. Добро. Број 6. Значи си го освоивте масло за јадење, го знаете. И тоа многу масло. Почуваме со 6-тото. Најголема лева притока на Вардар е Брегалница или Црна река? Најголема притока. Дали е Брегалница или е Црна река? Црна река. За жал, не е точен одговорот, тоа е Брегалница. Ајде да одиме нешто со едно, да видиме дали ова ќе се... Службен јазик во Бразил е шпанскиот или португалскиот? Португалски. Тоа е точен одговор. Еден аплауз. Вие се добивте од можните 3 награди. Седмото, значи ова ви се млечни производи и тоа од бучен козјак, ќе си добиете сирење, ќе си добиете жолто сирење, ќе си добиете јогурт, ќе си добиете и бучен козјак, најубавото млекце. А првото, значи 6-тото не го погодите, Да. па не може да имате пакет кафе, ќе си имате масло за јадење од Бисер. Задоволни сега за сега? Феноменално. Веднаш се враќаме ние, почнуваме со третата игра. Бидете тука. Инаку нашата Марија, ја пеевме песна Марија Мета Китрина, а во превод е Марија, Марија. Марија, Марија, те молам да ни кажеш колку сакаш повеќе. Дали твојот сопруг или комшијата? Мислам, така велат во песната, не? Пу, е. Одеме ние со третото прашање. Концентрирајте се, треба да ми овдека пишува нешто, а вие треба да ми одговорите што е. Инаку прашањето е кој сум, што сум. Трето по ред. Почнуваме, може. А дали е тоа предмет? Не е предмет. Дали е животно? Не е животно. Дали е овошје? Не. Растение? Не. Размислете. Дали се као предмет се употребува нешто или Не е предмет. Некој Ние го апарат? употребуваме, ама како Апарат? не е апарат. Не како предмет. Не го употребуваме, но не како предмет. Апарат не е. дали е тоа облека некоја? Не. Дали во домаќинството се употребува? Не. Дали надвор се употребува? Кога се оди негде во смисла... Кога се оди ептен се употребува. Најбитното е. Дали се тоа чевли нешто слично во таа смисла? Не. Предмет не е, рековме. Чим се употребува, дали тоа одење во смисла човек да оди Не. Може надвор? човек да оди, а не ништо против. Ма дали тоа човекот го носи со себе или дали Да, во... да. Секогаш. Не може да го заборави. мобилен, телефон, нешто. Добра работа. Мобилен телефон. Аплауз, ама не е точно, ама добро ми текна мобилен. Никој пат немојте да го заборавате мобилниот. Дали се тоа пари Не. Предмет. а, Не е предмет. наочари, Не. Предмет не е, нели? па кога се носи со А себе, со нас го носиме. Секогаш.
Што би можело да биде? Тоа со нас го носиме, ташна или нешто. Значи, рековме не е предмет. Тоа со нас ги носиме нашите ствари со нас. Не? Не е ствар, туку Уште 10 секунди. дали е тоа 4, 3, 2, 1, толку. а што беше? Секогаш го носиме затоа што ќе се утепаме негде. Око, ова е око. Без него, секогаш е со нас. Ама да, дали А не е предмет. Не, ама ја прашав дали човек, со човек ја прашав, мислам. Така е, ја реков Не, да, го човек. носиш човек, мислам. Епа, секогаш со нас го носиме. Добро, ја затоа прашав дали е човек во тој поглед, за тоа дали. Добро. За жал, тоа е тоа сега што Нема да правим. проблем, нема проблем, само Одиме сега со последната игра, кај што можеше да се освоите стварно убава награда за двајца. Савана го доделува 7 дена во Грција и тоа мај или јуни. Вие ќе се одлучите. Имате 24 дестинации, но да видиме од пликоата кој ќе изберете, па јас ќе ви читам, па потоа Да, вред. ќе размислуваме. Важи? Добре. Веднаш се враќаме. Еве ги пликоата, дојдовме до четвртата игра, јас кажав и на самиот почеток на нашата емисија, што вчера дека секој кандидат отприлike игра по 15 на минути, така ќе биде овој пат. Дојдовме до четвртата, последната игра која носи најголема награда, а тоа е патување во странство. Но може да биде и патување низ Македонија од прекрасните хотели што ги нудиме во нашата рекламна кампања. Плико 1, плико 2, плико 3. 3. 3. Еве, тројка. Само дајте ми го. Повелете. Јас ќе го читам. Углавно вие се одбравте. Внимавајте. Колку срца има октоподот? Сигурно нема едно срце. И дали сте знаеле воопшто дека октоподот има неколку срца? Не сум знаела, отворено кажано. Па еве сега, да ви кажам дека има. Сега, колку се? Ако одговорите точно на оваа прашање, бирајте што сакате. Дали сакате Сириус 3 дена? Добро, прво да одговориме, па после мислам ќе одговарате тоа. Добро. Имате право еднаш да ми одговорите. Помош имате од мене дека се помалку од 10. И од 8. Дали се 6? Не се. Не се, за жал. А 3? Дали се 3? Ме интересира. За жал, сега ќе- Не, прашав онака. Се 3, А се ми се вртеше у глава 3. Добро, нема проблем. 3 комада. Ја не знам да ви кажам искрено, но А моите све ми се вртеше во моите квиз мозокот мајстори, 3. да, Добро, нема проблем. моите квиз мајстори ете мирцале и дошле до тоа сознание и јас научив, а и вие нешто научивте. Вред, тоа е. А и гледачите. Како е да вие вашите награди ќе си ги освоите од кога ќе заврши оваа емисија, затоа што имаме уште еден кандидат. Вред. Во ред, нема лутење, Има имате тоа доста вист. добри награди. Ви благодарам, господи Драгица, одлично беше. Еден аплауз ве молам. Ние веднаш се враќаме. Добар ден! Како сте? Јас сум Драган. Јас сум Перијан. Перијан, еве едно само сокче, АБЦ, да Да. си го пиете или однесете си го дома на Фала дециња. Богу. Сакаш уште едно или Не, ше? фала. Уште едно? Ајде, живели да направиме? Живели. Ајде, живели. Браво, јас сум Драган, ова е сокче за вас. Од Сано, да си го пиете. Важи? Чао. Јас сум Драган, добар ден. Ти како се викаш? Браво. Ненад, ова е новото квиз шоу наше, што се вика Возење со Вучиć, да. Овој автобус е наш и ви препорачувам да ги гледате секој ден. Одиме на телевизија, на еден ТВ, а ова да си уживате во сокчето. Не е многу, ама од срце е. Ете така.
Браво, девојче, еве ти едно сетче. Може? Се викаш како? Ана, еве Ана. Еве, господи, за вас едно сокче сано, да си го пиете, уживајте. Важи. Толку беше од нас, се враќаме. Чао. Вака изгледа вашата цревна флора при состојби на нарушување на незиниот баланс, земање на антибиотици, стомачни проблеми, стрес, слаб имунитет. За совршена цревна флора ви е потребно совршено решение. Пробиен, побрзо и поефикасно од обичните пробиотици. Поради синергичното дејство на пребиотик и пробиотици, сега барајте Пробиен Б комплекс за регулирање на цревната флора и недостаток на витамин Б за време и по примањето на антибиотици. Совршениот симбиотик за совршена цревна флора од Фортекс. Врвни домашни колачиња, Сандеј и секој ден е празник. Дами и господа, ви најавувам уште поголема наградна игра на Елит Кафе. 300 дена, 300 вредни награди. И тоа по 100 телевизори, велосипеди, машини за перење, пегли, правосмукалки, микробранови и уште 5000 други награди. Едноставно отвори, погледни во кесичката и нешто од ова може да биде твое. На здравје кафе со Елит Кафе. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Масло за јадење Бисер во сите маркети блиску до вас. Масло Бисер, квалитет што се бара. Произведува и полни Алмакс Струмица. Хотел Тино, сместен во идиличниот пејсаж на населбата Свети Стефан. Хармоничен спој на смирувачкиот амбиент на борова шума и прекрасното синило на Охридското езеро. Ке дојдете како гостин, ке се чувствувате како дома. Зимувај проверено со Савана. Голем избор на хотели и ски ресорти во Бугарија и Србија, а секако и во Маврово и Шапка. Проверете сами. Сите на снег со Савана. Синоним за репрезентативно угостителство – Хотел Сириус Струмица. Модерни и удобни соби и апартмани, кристална сала за свадбени свечености и најсовремено опремена сала за конгреси и семинари. Хотел на новото време. Хотел Сириус Струмица. Вака изгледа вашата цревна флора при состојби на нарушување на незиниот баланс, земање на антибиотици, стомачни проблеми, стрес, слаб имунитет. За совршена цревна флора ви е потребно совршено решение. Пробиен, побрзо и поефикасно од обичните пробиотици. Поради синергичното дејство на пребиотик и пробиотици, сега барајте Пробиен Б комплекс за регулирање на цревната флора и недостаток на витамин Б за време и по примањето на антибиотици. Совршениот симбиотик за совршена цревна флора од Фортекс. Почуваме со вториот кандидат во нашата емисија. Драгица испративме, си ги зема сите награди што ги освои честно и поштено. А сега одиме со еден квизаджија стар, кој неколку пати бил, два или три пати, не многу, веќе и нашите гледачи го познават, но, како што ми кажа у неврзан разговор, едва и чека да почне овој квиз, да си опроба среќата. И јас му викам, добро, чим сакаш така нека биде. Ке си го поканиме, а тука е веќе со нас Трајче Неделковски, инако инспектор по крвни деликти во пензија. Здраво, Трајче, добро дојде. Добро најдов. Како си? Поздрав до екипа на
Драган, се возиме со Драган, како беше, да? Пиеме Елит Пиеме. кафе, пиеме Сано сокчиња, Сандеј, преубави работи. Моментално имаме баклава. Да се напиеме Да кафе, се јас напиеме, редовно да. си пијам кафе, така, Елит то. кафе, па Така е, имаш право. И јас да се напијам. И да си почнеме со нашата емисија. Што има ново од пред неколку месеци што не сме се виделе? од пред неколку месеци, ако е во врска со ловот, знаеш дека тоа ми лежи, има. Ново, Има замрзнато. Има, да, секако. Инаку да ви се пофалам, Секогаш. пред неколку месеци, кога учествуваше кај нас и си го одржа зборот, што не е својствено за полицајци, ама си го одржа зборот и ми донесе, можеби најмалку 3 кила Дива свиња. Дива свиња и тоа кртина беше. И како го направивме со А сега има специјално дива коза. Диво коза? Да. Со сиропчиња ќе ми дадеш? Не само месо, Добро, тоа е не, трофеј. јас да си- Роговите се трофеј. Пред цела македонска јавност, диво коза даваш. Да. Бутчето? Што сакаш, бутчето може да биде, Не, ти, меѓутоа ја те роговите знам, не значи, има. ти мене ребрата ќе не ги знаеш, а ти картината ќе се остави за себе. Да, а трофеот е, рогоите се трофеи, тие ги зимат Дени од Евроимпекс, пошто е А, тоа е ловиштето ловче, негово. да. Ама Тоа и е ловиштето е негово и така да. Така ли? Да. Тамо одите. Таму оди. Добре, ја треба еднаш да ме поканите. Ја не сум ловџија, ама сакам да гледам. Секојаш и опрема ќе ти Искрено. даде. Добре. Има многу за пешачење? Колку? Едно добри 6 километра. Па не, па ја овака 6 км си правам, па што е? Толку е 3 со 3 и 6. Одлично, супер. Да почнеме ние со нашиот квиз. Може? Да. Инаку моментално сме на Илинденска улица и одиме во Ѓорче Петров на големиот паркинг на ЈСП. Само да ви кажам, една голема благодарност до ЈСП што ми го овозможија овој автобус и заедно пакет со Марија. Најголем поздрав до Марија, најубавата шоферка нормално, или возач како што сакате. Марија, слушаш? Ке види она на телевизија што изборуваме зад грб. Почуваме, бидете тука. Трајче подготвен? Да. Одиме со првото прашање, музичко прашање, како што знаеш, малце да се расположиме, па потоа сите оние други, да се загрееме, ајде. Пуштаме да видиме која песна и што со таа песна. И јас ќе ти прочитам потоа. Бело лице љубам јас, бело лице љубам јас, и да љубам и да гледам фајде нема, душо моја, шеќерна, шеќерна, ти калеша неверна, шеќерна, шеќерна, ти калеша неверна. Стоп! Ја читам сега. Значи, ја знаеш песна, но која наша битолска панк група ја преработи песнава Бело лице љубам јас? Да ти помогнам бидејќи си полицаец. Не е ламинат, туку е паркет. Паркети, точен одговор. За тебе, Пешкир Фротирки Делчево. Одлично, ќе имаш за лов, кога ќе се За бришење, испотиш, да. за бришење, таман. Се загреавме? Како сум те погодил со паркети, а? Одиме со втората, бидете тука, веднаш се враќаме со второто прашање. Ова е малку потешко. Знаеш, до првите 5 битно е да стигнеме под 5, 6 и 7 имаме награди. Но пак сум јас тука малце да помогнам, за да као и може, секогаш, као и да. кај секогаш. Така е, веднаш се враќаме со Джа или Бубуджа. Еве сме повторно во емисијата, Трајче спремен, ко пушка, каква Запета пушка пушка, имаш? запета пушка. За лов, каква пушка? Карабин, број. Карабинка? Добро. Колку куршуми имам внатре? 7. 7. Добро. 7. Почуваме? Да те, малку да те опуштам. Првото прашање. Која облека е синоним за лекар? Бел мантил или син комбинезон? Бел мантил. Бел мантил, браво за полиција! Како поводи. Значката тука ти, ако не
случајно нешто, ако не запрат, сме возеле брзо, ти напред одиш. Јас сум тука, да. Ти си гаранција. Да. Подиме со второто. Каков вкус има јаболкото од сортата Златен Делишес? Сладок или кисел? Сладок. Ме фати. Сладок, точен одговор. Прашање број 3. Зборот што исто се чита и однапред и одзади се вика анаграм или палиндром? Палиндром. Па, како? Така е, палиндром, точен одговор, браво. Како, например, капак. Капак. И назад. Така е, да. Прашање број 4. Натриум хлорид е хемиско име за нишадор или куинска сол? Натриум? Натриум хлорид или куинска сол? Куинска сол. Така е, куинска сол. Точно, браво! И, значи, полицајците се бистри. Ја ги повлекувам сите мои зборови до сега. Ја се извинувам. Петото. Сопругата на познатиот српски терисер Новак Ѓоковиќ се вика Јована или Јелена? Јована мислам. Не, Јована, Јелена. Трајче, таман те пофали. Јелена. Значи, маслото отиде. Шесто прашање. Ова е за тебе, ама живи се најмило случајно е. Воопшто не сум имал нешто, ајде да ти помогнам или не. Се работи за, ако не го знаеш ова, веднаш го стопирам автобусот, си одиш. Денот на македонската полиција се обележува на 7 мај или 18 август? 7 мај. 7 мај, јес! И, добро е, си доби кафенце. Ајде да видиме сега седмото. Која боја се наоѓа најгоре на руското знаме? Белата или сината? Најгоре. Најгоре, да. А српската има исто така нешто слично. Да. А ова е плаво, сино, бело, плаво. Значи не, само дали бела или сина? Бела. Кој е горе? Бела е, Бела, така е. Точен одговор. Бучен козјак, кашкавал, сирење, јогурт и кисело млеко. Јес. За со дроп сарма. Да. 6 од 7. О, супер. Ја би пробал и од овие, ги гледам, чио производство е ова? Ова е Сандеј. Сандеј, Ова е многу. Сандеј на колит, инаку нешто стварно што Само ќе земам по завршување. По завршување може да се земеш слободно со кафенцето и со сокчето од 4 оди. Затоа и не се сете тука. Настинаци ме нешто што е проблем. Пијам лекови, ама се осеќа дека сум настина. Да, се осеќа и Пијам антибиотици, али чекај, тоа сме кај антибиотици. Ако пиеш антибиотици, ја ова и го заборев, ова е пробиен, еден од нашите генерални спонзори. Значи, со секој антибиотик да си испиеш по еден пробиен. Може и 10 со комада се. Еден на ден се пие. Но, што е својствено за овој пробиен? B1, B2, B3, B6 и B12. Во ниеден Б комплекс од овие пробиени век, како што се, нема такво нешто. Само во акутивче има. Затоа ти го препорачувам, еве ти го да си го пиеш со еден антибиотик едно на ден. Значи не смета дека антибиотик Не смета, воопшто. Тоа го препорачуваат и докторите. Одиме ние со еден краток джингл или една кратка пауза и почнуваме со третото. Кој сум, што сум? Играта кој сум, што сум е наред. Од спротивната моја страна е Трајче, пензионер, млад пензионер, инаку инспектор по крвни деликти беше. И се уште и нормално, еднаш кога си полицаец, секогаш си полицаец, така е. Почуваме Трајче, на тебе имаме 2,5 минути имаме, така? Ајде сега да видиме што перицата 150 секунди, може да почнеме сега. По предмет е што? Па, прашувај. Дали се работи за предмет? На некој начин. Дали се работи за човечки орган некој? Не.
Дали го користиме секојдневно тоа? Некој да, некој не. При нормални услови дали го користат некој или? Не, при нормални услови. Значи вонредни услови кога се така. Па да се рече и вонредни услови, да. Дали кој е болен човек, например, се користи нешто тоа? Лечи се, ама... Дали е тоа органско некое растение, нешто таква работа или? Растение е. Растение. Да. И тоа се користи за лек. Меѓу другото и за лек. А се употребува при секое јадење? Кој како сака. Да не е лук тоа нешто? Лук не. Уште колку имаме? Уште една минута. Значи растение... Како не ти дадов да погодиш пендрак? Леле, ке се смејат на сите. Полициски пендрак. Повели. Значи растение тоа расте кај нас овде на наши простори во Македонија? Да. Трева да не. Не е трева. Ама го има секаде. Детелина? Не. Не е детелина. Дрвија. Шума. Борова шума. Расте секаде кај што има сонце. Најдобро е овака да е некаде на брденце. Костен и денес. Што се? Костен. Не. И се јаде помош ероти. Во вид на дрво расте тоа или? Да, во вид на жбун. А, на жбун. Капи ли денес? 0. А, бре, трајче. И антибиотици пиеш, иначе ќе ти дадев една дупла ракија, еден аплауз, ве молам, ништо не направивме, но ракија си е ракија. Расте... За да не кашламе. За да не кашлеш. Значи, точно, и се пие, и се мачка, и се... Така. Баба Рада става... На брдо расте, на брдо расте. Шпалир некој. Лечи се буквално, и кога имаш температура, или ставаш на нозе, и така натаму, и така натаму. Одиме со последната игра, бидете тука веднаш. Се враќаме. Јас држам 3 пликоа. 1, 2, 3, трајче. Единица. И ти единица, да видиме што пишува тука. Дајте ми нешто да се обесам, има ли нешто или нема овде? Нема, се ми извадивте, нема. Намерно ми го правите ова. Трајче, кој знак е во хороскоп Драган Вучич? Добро, како ви текна ова? А кој месец е Драган Вучич роден? Значи, можам малку да ти помогнам. Може, да. Не сум животно. Не животно. Водолија? Како? Тука ти отпаѓаат 8 хороскопски знаци, па сега гледај. Од риби, од овнови, бикови, кои остануваат? Тие се животни риби, тоа. Не, девица да не. И шо ако сум девица? Па исто. И тоа е точен одговор, девица, бе, не зема ништо. Ама, сега да те прашам, бидејќи освои најглавната награда. Имаме 3 вида на најглавни награди. Дали сакаш со господјата да те пратам 3 дена во Охрид, во хотел Тино со базени? Дали сакате 3 дена во Сириус со спа центри и со? Или сакате во мај или на почеток на јуни 7 дена со савана за двајца? 7 дена со савана. Зошто јас не се изначудив на тоа? Еве, лично ти го давам ова, ваучер од 5000 денари, без мојата слика нигде нема да ти. Така е, да. Еве ти го ова. Еден аплауз, прв пат, браво, Трајче, браво.
Јас да им посакам среќа на сите мои кандидати да ги праќаме, а имаме вкупно 25 патувања и тоа за по двајца. Запаметете, само Савана го дава тоа. Имаме и нови други спонзори, меѓу другото ќе биде и едно големо патување од Скопје, 5 сати со авион, не ви кажам каде, но тоа во другите емисии. Ете, ние се опатуваме на кај ЈСП, на кај нашиот паркинг, и ние се гледаме утре во исто време, толку за сега. Драги мои, ве сакам највеќе, бидете со Еден ТВ, бидете со емисијата Возење со Вучич, она што ви го посакувам, да си свртите по едно телефонче или па на Facebook, да бидете дел од нашиот весел автобус. Чао и пријатно!